Нема идеално решение, но за да биде прифатливо за сите и поддржано, а имало такви случаи. Сега скоро имавме неколку случаи, каде што без размислување ќе поддржиме добро решение, но треба да имате слух. Треба да имате разбирање и за укажувањата. А не плак да се отфрлат сите амандмани. Побаравме на јавна расправа за неколку дена, одложувањето ќе беше неколку недели. Се извинувам доколку реков од секоја институција, алудиравме на секоја област. Има 1100 институции, но сепак се 20 на министерство, така. Можеме и тука има простор да дискутираме. Ја верувам дека имало и повеќе опции кога се изготвувал законот. Дали бидат 7, дали бидат 16 или биле 6 од повеќе аспекти. Има начин како да го подобриме, како да го направиме. И не заборавајте. Оваа држава ради практицирањето на оваа неодговорна власт нема толку проблеми со легислативата. Законите, голем дел можеме да ги оцениме заеднички како добри. Имплементацијата е она што е специфика на ова лошо општество. И најдобриот закон да го направиме, и што било поддржан и од французите, и од Европска унија и така натаму, со оние специфики за кои што јас укажав, како можен проблем, од само еден инспекторат да се формира целиот совет, од други некои ризици и така натаму, немам време веќе, не ќе да го пробивам рокот, прави тоа да овој закон без оглед каква е намерата да имаме консеквенции понатаму кои што наместо ефикасност ќе ни донесат дополнителна компликација во работењето. Истото се однесуваше на преходниот закон, а верујте ми кој ќе дојде и следниот закон следниве денови, истиот аспект е. Вие немате желба да не чуете за нашите желби. Еве ви кажувам уште еднаш, кога мислам дека ќе се сложат сите наши колеги од опозицијата. Ние нема да бидеме против овој закон, доколку беа земени предвид нашите барања, кои што беа во корелација и консултација кратка со синдикатите, со фелата, со другите колеги и така натаму. Зошто еднашка во едно образложение не ни беше укажано вашите амандмани се неосновани поради тоа, и тоа. Еве кажав најпрост пример за одговорноста на директорот. Во ред ви благодарам, се извинам ако го проби времето.